Седницата почна во напната атмосфера кога обвинителката Јанева одби да одговара на прашањата поврзани со финансиското работење на специјалното обвинителство. Потоа ситуацијата се смири. Членовите прашуваа, таа даваше куси одговори. 2 часа по седницата, членот Зоран Сулејманов реагираше дека обвинителката Јанева не е професионална, не си ги извршува обврските и одбива да одговара на неговите прашања. Ја обвини Јанева дека зборува само за тоа што сака и со тоа не го почитува советот. Сулејманов не запре со прашањата, а Јанева ја напушти седницата со објаснување дека и се врши мобинг. На излегување ги покани членовите на советот да ја посетат во новите простории. Јас сум задоволна од начинот на кој комунициравме со советот. Апсолутно сум изненадена од нивната заинтересираност за работата на специјалното јавно обвинителство и се надевам дека ќе ја продлабочиме самата соработка. Решија дека ќе дојдат да ги посетат просториите на специјалното јавно обвинителство, каде што согласно нивната овластување ќе им бидат покажани и самите материјали кои ги имаме кај нас. Во однос на последното, сметам дека исто така личните навреди и вадени од контекст од извештај од прашања, дека немам потреба да ги одговорам и затоа ја напушти седницата, но сметам дека и самите обвинители кои беа обвинителите, членовите на Советот на јавни обвинители, исто така сметам дека ја напуштија седницата бидејќи не го оправдува начинот на кој постапуваше господинот Сулејманов. Јанева ги повика членовите на Советот да ја поддржат во работата. Најмногу ме повредува кога од јавното обвинителство не ми даваат предмети, се пожали Јанева и побара од Советот да бидам мост за надминување на несогласувањата. Им вети дека следниот извештај ќе биде попрецизен и опширен за истрагите кои ги води обвинителството заради поголема доверба. Во однос на прислушуваните материјали, обвинителката открива дека се чуваат во 4 добро обезбедени сефа, кои се отвараат со 2 клуча, а кои таа секогаш ги носи со себе. Првично слушала само таа и неколкумина луѓе од доверба. Сега во новите простории тоа можат да го прават и обвинителите само со нејзино одобрување. Имало и многу СМС пораки, а некои од истрагите били иницирани од досега необјавени материјали, појасни Јанева. Приватните транскрипти ќе бидат уништени согласно законските рокови, уверува обвинителката. Прашана за предметот шпион, Јанева рече дека дел од обвинетите и новинарот Зоран Божиновски се поврзани со прислушуваните материјали. Прашана за снимките објавени во косовски медиуми, а на кои се претпоставува дека разговараат функционери во ДУИ. Јанева најави дека ќе има став дали станува збор за дел од материјалите кои ги поседува. На Советот му соопшти дека е побарана меѓународна правна помош да се достави вештачење кое ќе ја утврдува автентичноста на разговорите од кој период потекнуваат и каде се снимени. Станува збор како што пресметале математичарите на обвинителката за 30 кубни метри прислушувани материјали.